сум Оливер Крлиу, инаку заменик шеф на мисија во амбасадата на Република Македонија во Вашингтон. Би ви кажал неколку збора важни за објектот во кој се наоѓа амбасадата на Република Македонија во Вашингтон. Овој објект има интересна историја. Тој е прва зграда изградена во овој дел на Вашингтон, сега наречен Шеридан Калорама, изградена уште во 1893 година од во тоа време најпознатиот архитект Шнајдер, изградена за познат индустријалист W.H. Moses. Во тоа време овдека биле само шуми и ливади, немало станови. Прва зграда која е изградена е токму оваа зграда во која што сега се наоѓа амбасадата. Од 1940 година до негде 1985 зградата била во неја се наоѓала француската амбасада во Вашингтон и за тој период постои една интересна приказна. Зградата која се наоѓа на улица 21-29 Wyoming Avenue се спомнува во романот Crossings на познатата писателка Даниел Стил, во кој што се зборува за една шпиунска афера на тогашниот француски амбасадор со, претпоставувам, германски шпиун. Така да, една интересна приказна за дипломатијата, за љубовта, за романсата, исто така е поврзана со оваа зграда. Од 85-та до негде 90-та година зградата била празна и во многу лоша состојба. И негде при крајот на 1996 година зградата беше купена од страна на владата на Република Македонија и подолго време траеше процесот на реконструкција на истата со огромни напори, со доста работа. На зградата е вратен убавиот колонијален лик кој што го имала уште на почетокот и самиот град Вашингтон, историскиот департмент на градот Вашингтон изразија задоволство од убавата реконструкција на зградата, која што навистина го врати сјајот и историската вредност во овој дел на Вашингтон. Изложба беше организирана при самото отварање на амбасадата во октомври 2005 година, а во текст се активности за проширување на таа дејност. Овој простор на амбасадата дава можности за организирање на убави активности за промоција на Република Македонија. Имате прилика да видите на првиот спрат на амбасадата располагаме со прилично голем простор за организација на свечености, приеми и разни други манифестации кои навистина го користиме секогаш кога можеме. Пред да се сели во овој објект, амбасадата на повеќе пати изнајмуваше простори во разни посlovни згради во центарот на Вашингтон. И за сега веќе од 2005 се извинувам, веќе има своја територија, Македонија има своја територија, македонска територија во срцето на градот Вашингтон. Вие и сега се наоѓате на територија на Република Македонија. Според дипломатските конвенции, територијата на која што се наоѓа дипломатското представништво на одредена земја се смета и за територија на таа земја во било која држава. Така што можете и сами да видите целата оваа територија, веќе од кај што почнува дворот на амбасадата, е всушност територија на Република Македонија во Вашингтон. Горди сме на овој убав објект, на овој објект со историско значење и мислам дека секој македонец што ќе дојдеш во Вашингтон, што ќе ја види оваа куќа, е навистина горд на македонската куќа во срцето на градот Вашингтон. Амбасадата е секогаш отворена за сите посетители или македонци што живеат во Соединетите Американски држави или македонски туристи што ќе дојдат да го посетат Вашингтон од Македонија. Дури само да ја видат, да го осетат амбиентот на амбасадата, секој македонец е добредеден во оваа амбасада. Пред два дена во Македонија беше изведена голема акција на која беа засадени околу повеќе од 2 милиони дрвца
на територијата на Македонија, за да се придружи кон таа акција, и амбасадата на оваа македонска територија во Америка засади едно дрво како наш придонес кон таа акција.